Добро вечер, следува дневникот на Канал Плюс со нови содржини од денот. Да ги проследиме кратките најави. Денес, 21 март, се одбележува 10 годишнината од Светскиот ден на Даунов синдром. Потребно е да се крене гласот за луѓето со Даунов синдром. Во Македонија се уште нема регистар за овие лица. Утре ќе се одбележува празникот младенци. Сите млади брачни парови кои во изминатата година ја кронисале својата љубов, традиционално на овој ден ги собираат своите најблиски роднини и пријатели. Празникот Четрсе е кратенка од празникот 40 маченици, а штипјани на овој ден традиционално се искачуваат на Истарот. Заштитата на Четрсе е првото македонско нематеријално културно добро на репрезентативната листа на УНЕСКО. На тврдината Истар во Штип утре се честува големиот христијански празник Свети 40 маченици и обичајот Четрсе. По повод утрешниот ден штипјани традиционално се искачуваат на тврдината Истар и го прославуваат празникот. Обредите на овој ден интересни се и за младите, но и за повозрастните. Четрсе е првиот македонски обичај кој е на светската листа на УНЕСКО за нематеријално културно богатство. Впишувањето на Четрсе е историски чин со кој УНЕСКО ја признава македонската култура и идентитет, што е од особено значење во овие времиња. Утре се честува празникот на сите оние кои стапиле во брак во изминатата година. Традиционално, како и секоја година, по повод празникот младенци во соборниот храм Свети Никола во Штип се одржува групна венчавка на која се очекува да присуствуваат околу 250 брачни парови. Освен во општина Штип, овој празник се одбележува во сите градови во државата. На 22 март се празнува младенци, празникот на младите, на брачните парови и празникот на љубовта. Традиционално овој верски празник се прославува во секој дом каде што во текот на изминатата година имало свадбена веселба. Паровите кои во изминатата година правеле свадби, на овој ден се потсетуваат на нивниот убав ден и наздравуваат со најблиските. Некои прават големи прослави, додека некои ги собираат само најблиските роднини и пријатели. Гостите кои одат на младенци, на брачните парови им купуваат подароци кои им се потребни во домаќинството. Еве што од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги велат за овој празник. Светата православна црква во недела го чествува споменот, односно празникот посветен на 40 маченици во Севастија. На овој ден по традиција кај нас го нарекуваат младенци, значи на овој ден сите оние млади брачни двојки кои што имаат склучено завет на љубов пред Бога, односно си имаат венчано во текот на претходната година, во нивните домови ги посетуваат нивните роднини, ближни и пријатели, каде што по традиција им носат скромни подароци со цел да им помогнат во заедничкиот живот. Символиката зошто токму на младенци се помага на младите двојки е тоа што знаеме ние дека според светоотечкото учење многу од нив, од светителите, од отците гледале на бракот како мачеништво, но мачеништво во смисла на љубовта. За младенци се вразуваат многобројни обичаи уште од минатото. На овој ден жените станувале рано и меселе 40 колачиња кои символизираат долг, благ и среќен живот. Колачињата ги печели и премачкувале со мед. Гостите што доаѓаат во домот на венчаните со подароци е модерен обичај. Се смета дека на младенци треба да дојдат сите што биле повикани на свадбата. Иако е традиционално младенци да се прославуваат дома, во последно време ваквите прослави се префрлаат во рестораните. Порано гостите не се канеле, бидејќи се знаело дека треба да дојдат и уште со самото влегување во домот било обичај да се покаже куќата соба по соба. Денес гостите се покануваат на една веселба која многу потсетува на самата свадба. Денес е ден на поезијата. Во повеќе градови во Македонија значење на овој ден му се придаде вчера со организирани културни манифестации, но и денес беа споделени афирмативни пораки во чест на поетското творештво. Во библиотеката Ванчо Прке во Виница, младите поетеси и поети преку стихови го одбележаат денот на поезијата во светски рамки.
21 март, ден на прогледта на екологијата, но и на поетите. Сонцето како поттик за инспирацијата која ќе навезе десетици или стотици убави зборови. Најубавиот ден во годината. Повод поетите од Виница да рецитираат дел од личното и омилено творештво. Во амбиентот кој го креираше организаторот библиотеката Ванчо Прке, младите поетеси и поети преку стихови ги раскажаа своите љубовни искуства, фантазии, а меѓу нив и Маријана Иванова, девојката која веќе зад себе има објавено 2 книги проза, а на повидок е и третата. Добивам инспирација од секојдневието. Буквално од некои работи кои што се побитни, од љубовта, како најголема инспирација за мене. И да, точно, тажните моменти ни дават повеќе инспирација за да пишуваме отколку среќните. Меѓутоа се пишува и кога сме среќни. Бурната фантазија секако мене ми ги донесе овие 2 книги зад мене и мислам дека едно од најважните работи после мотивацијата и инспирацијата. Меѓу поетите беше и највозрасниот, се уште најплоден творец во Виничко, наставник во пензија Ангел Богатиновски, кој покрај богатиот опус на песни, раскази, поеми, веќе подолг период собира и архаизми кои се надвор од тритомниот македонски речник. Многу време ми одзима собирањето на стари зборови, што не се опфатени во тритомниот македонски речник, архаизмите. Имам соберено можда 500 збора и не е на одмет тоа да биде како проект на собранието на општина Виница, да се направи, да го подготвам речникот и да се издаде. Тоа е едно огромно богатство. Одвојувам време по инспирација, по нешто, кога нешто ме подсети, поттикне да пишувам и песни и имам доста напишано за возрастни и поеми, да речеме поеми имам за Гоце Делчев 2 напишано, има за селото Оризари, за Виница и химната, за Савчо Стојменски химна. Библиотеката Ванчо Прке во Виница е отворена за подршка во издавањето и промоцијата како на младите, така и на возрастните творци, кои креативната инспирација сакаат да ја преточат во дела, кои пак ќе си го најдат своето место меѓу 50.000 наслови со кои располага оваа институција. И овој 21 март се подсетуваме за кревање на нашата еколошка свест. По повод Денот на екологијата кој се совпаѓа со Денот на отпочнувањето на пролетта, денес се организираа повеќе еколошки акции низ градовите. Реалната состојба вели дека само еден ден не е доволен за алармирање и превземање мерки за еколошко дејствување. Еколошката етика ги учи луѓето да внимаваат на природата и да се грижат да имаат подобра животна средина. Потребна е поголема нејзина афирмираност, затоа што Земјата е единствената планета во Вселената со својата величествена моќ на живот и природна рамнотежа. Затоа заслужува големо внимание и љубов. Во последните години екологијата станува се поактуелна поради поголемите нарушувања во природата што ги предизвикува човекот. Но потребни се дела кои ќе соодветствуваат на превземаните иницијативи. Прашањата поврзани со животната средина имаат за цел да ја подигнат јавната свест, а практичната примена на екологијата би била во контекст на заштита и зачувување, управување со водите и водните станишта, управување со природните ресурси. Природните ресурси во голема мера се уништени. 30% планетата е неповратно уништена во изминатите 30 години. Потрошувачката на храна и вода во истиот период е зголемена за 50%, затоа пак 50% од питката вода за секогаш е загадена. Акумулацијата на отпад е астрономски голема, а на почва каде има засејано генетски модифицирана храна, десетина години не може да се одгледува ниту една друга култура. Во 2005 година на планетава имало најголем број на урагани и тајфуни било кога забележени во историјата. Тој број расте. Резултатите од најновите истражувања за глобално затоплување покажуваат дека северната хемисфера оваа година е потопла во споредба со изминатите 1200 години.
Ова е само дел од еколошките негативни последици со кои се соочуваме денес и кои ќе ги чувствуваме во иднина. Целта треба да ни е конкретна, постојана и исполнителна, а водена од фактот дека немаме друга планета за живење. Колку што природата ни е потребна нам, толку и ние сме и потребни неизе. Светски ден на лицата со Даунов синдром е 21 март и оваа година мотото на одбележувањето е Мои можности, мои избори. Оваа година е 10 годишнината од одбележувањето на овој ден и акцентот е ставен на тоа луѓето со Даунов синдром да уживаат целосни и еднакви права. На 21 март 2015 година се одбележува Светскиот ден на Даунов синдром. Секоја година гласот на луѓето со Даунов синдром и оние кои живеат и работат со нив станува се посилен. Во Македонија се уште не се знае колку заболени има од ова нарушување од причина што се уште нема регистар. Кога би се пренеле светските статистики, произлегува дека кај нас има најмалку 12.000 аутистични лица. Делот од регистарот што е изготвен од здравството се чека да добие интегрална форма во веб апликација до која ќе имаат пристап само овластени лица, велат од Министерството за здравство, без да наведат колку лица досега се евидентирани. Светскиот ден на Даунов синдром во Македонија ќе се одбележи со неколку настани и случувања во различни градови низ државата. Малешевијата продолжува да се бори со загадувањето. Со европски грант од 5,5 милиони евра, општина Берово целосно ќе ги реконструира колекторскиот систем за отпадни води и канализационата мрежа во општината. Со изградба на нов крак кон колекторскиот систем и пречистителната станица ќе се приклучат и градот Пехчево и село Чифлик. Со европски грант од 5,5 милиони евра преку Министерството за животна средина, општина Берово целосно ќе ги реконструира колекторскиот систем за отпадни води и канализационата мрежа во општината, а со изградба на нов крак кон колекторскиот систем и пречистителната станица во Берово ќе се приклучат и градот Пехчево и село Чифлик. Општина Берово доби 5,5 милиони евра за целосна реконструкција и изградба на колекторскиот систем и канализационна мрежа во општината, со тоа што еден крак ќе оди према општина Пехчево, тоест ќе се приклучи и градот Пехчево и село Чифлик во колекторскиот систем и во пречистителната станица во Берово, која е неколку години наназад доста успешно работи. До крајот на месец мај, општинските служби треба целосно да ја завршат техничката документација, а по распишувањето на тендер за најповолен изведувач за месец до 2 и да започне изградбата и реконструкцијата. Проектната документација и физибилити студијата е завршена негде до крајот на мај месец да ја достават и техничката документација, која е пак предуслов за Министерството за животна средина да распише јавен повик за изнаоѓање на оператор, тоест изведувач на објектот. Со изградба на колекторскиот систем во Малешевскиот регион, значително ќе се намали загадувањето, бидејќи сите отпадни води ќе поминат преку пречистителната станица. Инаку пречистителната станица во Берово е прва од ваков тип во Македонија, која започна да работи во 2010 година, а општина Берово беше првата општина која спроведе ваков тип на проект со донација од швајцарската влада. Освен што е убаво време, пролетта со себе носи низа непријатности. Симптомите што најчесто ги измачуваат луѓето се постојани напади на кивавица, печење и солзење на очите. Доаѓањето на пролетта, освен што ни носи убаво време и расположение, со себе ни носи и низа алергии, а кај луѓето се јавуваат непријатни промени. Инаку алергиите може да се манифестираат со различни симптоми. Како да ги препознаеме овие симптоми и кога представува алергиско заболување? Главоболка мигренозна, како проливасти столици, зборувам за алергиски заболувања, како напади на кашлање, астматични, понатаму често да течи носот, чести кивања, бистар секрет од носот, црвенило на очите, чеш и сочешање,
понатаму може да биде чешање во грлото, значи многу клинички слики и затоа пациентот, најважно е докторот што го води матичниот да ја постави правилната дијагноза. Секое кашлање над 7 дена или течење на нос над 7 дена до 14 треба да се обрне внимание дали представува алергиско заболување. Симптомите се многу слични, некогаш пациентот доаѓа со висока температура, болки во зглобовите, а причина да е алергиско заболување. Најчесто алергиите можат да бидат предизвикани од различни природни појави. Штом ќе почнат липите, врбите, сите тие си има во кој период од пролета се јавуваат, кои имаме и табела, што очекуваме од таа карта поленска што ја викаме. Маслинките која ќе цветат, 10 дена пред да настапат цветањето, пред да дојде, треба да се јават на лекар за да примат соодветна терапија и да не дојде до тие бурни симптоми. А превентивата за да се заштитиме од овие пролетни алергии, докторите препорачуваат повеќе во затворени простории, но на младите не можеме да им забраниме да не одат во парк, во зеленило. Но најдобар начин е лекување со специфична имунотерапија, така наречените вакцини, кои што ги даваат исто стручни кадри, постои начин за лекување, особено кај младата популација. Основачот на театарот во Виница, Симеон Гаврилов, викендов гостуваше со представата Лет од место, продукција на неговото истоимено драмско студио. Домот на културата Тошо Арсов годинава на репертоарот со богата театарска програма. Млади, талентирани, силни на сцената влеваат доверба во публиката, а во старт ги освојуваат симпатиите и комплиментите. Децата од драмското студио на режисерот со виничко потекло Симеон Гаврилов и пред виничани ја одиграа представата Лет од место. Представа која зборува за стремежот на човекот кон слободата, себе препознавањето, како да се ослободиме од навиките, комплексите, за вечното наше доцнење за историјата. Текстот на Горан Стефановски им беше инспирација, но сепак суштината на играта ја совладаа благодарение на нивниот учител Гаврилов, кој волонтерски е посветен на работата. Тоа е студио кој што они учат глума. Тоа е многу работа, они имат 3 пати неделно проби. Со една сериозен пристап. Значи учат историја на театар, кратко се запознаваат, учат сценски говор, сценски движења, работат многу вежби. Истовремено тоа е и отворење на, така да речем, на можноста да развиват потенцијалите креативни кај себе. Гаврилов е основач и на театарската група Сцена 71 во Виница, која со своите представи направи бум и ја представуваше бивша Југославија на меѓународните фестивали. Јас тука завршив гимназија, тука чури друштва ми бе, тука дојдов веднаш после професор, тука направив практично ја остварив мојата идеја, првична идеја да направам театарска група како професор. Да. И која што стартуваше така бомбастично, направи работи кои што после ниеден друг театар. 70-71 година е формирана таа група и за една прекрасна генерација на млади луѓе, мои ученици во гимназијата на Иван Чупраке, кои што направија голем успех. За 4 години направија учество на голем број фестивали, особено на единствениот фестивал на кој што нема учествувано ни една македонска, нити театар, ни нешто, тоа е една светска фестивал на театар во Нанси и една прекрасна еден прекрасен период на активност. И тоа остави таква надлабока трага во културолошката матрица на овој град. Представата Лет од место во Виница гостуваше на покана на Домот на културата Тоша Арсов, а на репертоарот на оваа институција веќе во четврток гостува кабаре комедијата Two Mothers Brothers со Стрезо Стаматовски и Никола Тодоровски.
Утре ќе се одбележи Светскиот ден на водата со пригодна манифестација, мини хепенинг на плоштадот Пријателство во Штип со почеток во 12 часот. По овој повод јавното претпријатие ИСАР организираше повеќе настани со кои нагласи дека секоја капка вода е важна. Во текот на изминатава недела, јавното претпријатие ИСАР подсетуваше дека секоја капка вода е важна, а главната цел е да се стави акцент на Светскиот ден на водата, 22 март, и потребата од рационалното користење на овој ресурс. Беше организирана и трибина на оваа тема на која професорот Војо Мирчевски од Факултетот за природни и технички науки истакна дека заштитата на водата за пиење се базира на законска регулатива. Превентивно е предвидено за заштита на водите околу изворите кои што се користат за водоснабдување да се одредуваат санитарно-заштитни зони, значи кое нешто треба да го направи секоја фирма која што се бави со проблемот на водоснабдување, односно секој јавно претпријатие. Истото тоа важи и за сите оние кои што ја пакуваат водата за пиење за граѓаните. Активностите за свесно користење на водата од страна на јавното претпријатие ИСАР ќе продолжат и во иднина. Техничкиот директор Игно Иванов посочи досегашни, но и идни акции на претпријатието. Цела недела се организираат некои активности се во чест на заштита на водата. Значи, вчерашниот ден имаше посета на филтерстаницата, фабриката за преработка на чиста вода за пиење. Денес веќе организираме трибина, утрешниот ден веќе ќе имаме јавен час во училиштето Ванчо Прке, четврток ќе имаме дефиле, така да цела недела имаме некои активности. Утре официјално ќе се одбележи Светскиот ден на водата со пригодна манифестација мини хепенинг на плоштадот на Пријателството во Штип со почеток во 12 часот. Откако сите екипи ја платија котизацијата од 80.000 денари, утре и официјално започнува пролетниот дел од надпреварувачката 2014-2015 во третата македонска фудбалска лига Исток. Интересен надпревар се очекува на градскиот стадион Гоце Делчев во Делчево, каде домакинот Брегалница Голак го пречекува тимот на Тиверија од Струмица. Победата на првиот надпревар во Струмица кој делчевчани го добија со 2:1 и минато неделната минимална победа над екипата на Осогово во рамки на подготвителниот меч кој се одигра во Делчево ги подгрева надежите на делчевчани за што подобар пласман на екипата во продолжението од сезоната. Во втората полусезона очекуваме подобар пласман, така да се надам дека ќе котираме на горни дел од табелата. Како што кажав, екипата е под младив, имаме доста млади дечки, па се надам дека ќе успееме да останеме во оваа лига. Инаку фудбал утре освен во Делчево ќе се игра и на другите терени ширум источниот регион. Во Лозово екипата на Работник ги пречекува Баби од Штип. Во дербито на колото Напредок Здравје Радово е домакин на тимот на Беласица. Сасот Македонска Каменица игра со Слога Виница. Плачковица ќе биде домакин на тимот на 14 октомври, додека во последниот надпревар Овче поле на домашен терен се среќава со тимот на Осогово од Кочани. Заврши дневникот на Канал Плюс. Во продолжение следува временска прогноза. Имајте пријатна саботна вечер.